Двајца се караат, третиот страда. Вака жителите на Шуто Оризари накратко го опишуваат исходот од меѓусебните јавни обвинувања на градоначалникот на нивната општина Курто Дудуш и скопската градоначалничка Данила Арсовска. Двајцата се согласни само во едно, дека ќе се видат на суд. Во меѓувреме сметот и понатаму го има на секој чекор. Улици, тротоари, плочници, претворени се во мини депонии, на кои може да се најде се што било вишок во домаќинствата. Сметот многу слабо се собира, хаос е во Шутка. Јас не сум од Шутка, јас сум од Топана, побетер од ова е. Нема никаква чистоќа. Како влезе она, во Арсовска како влезе, не упропасти. Пред амбуланта, тоа е срамота пред амбуланта, пред храм. Ова е една од локациите во Шуто Оризари кои се затрупани со отпад. Жителите кои ги анкетираше екипата на Радио Слободна Европа тврдат дека до неодамна патеката која води до поликлиниката во оваа општина била речиси непроодна поради отпадот од кој се уште може да се забележат делови. Времето во Шуто Оризари се чини како да застанало во последните неколку месеци, колку што јавноста сведочи наспротив ставените аргументи на Дудуш и Арсовска. Отпадот таму е своевиден показател дека политичките кавги прават штети на граѓаните. Депониите се само заради тоа дека не доаѓаат редовно да ги земат. И втората работа е некако као да немаат план како да се справат со ситуациите. Вистината на Арсовска е сосема поинаква. Тврди дека Советот на град Скопје донел одлука за тоа на кои места да има контейнери и тие редовно се чистат 7 дена во неделата. Нов момент во целата ситуација донесе одлуката на Дудуш. Отпадот наместо во Дрисла да го носи на свој приватен имот. Затоа заработи 7 кривични пријави од градот Скопје, од каде стигна обвинување за екоцид, но и за тоа дека им наплаќа на граѓаните со парагон блокчиња за ваквата услуга. Има сериозно канцерогени материјали кои што се сврлаат таму и исто така вршат загадување и на почвата, и на воздухот, и на потенцијално на водите. Ние не одиме по куќи да го собереме отпадот. Ние го собиравме отпадот од улици, од депонии, така да кој ќе ни плати на улица за нешто што стои на улица. Во можните решенија се вклучи и Министерството за животна средина и просторно планирање, кое на општината и даде 155 контейнери за селекција и рециклажа. Градоначалникот Дудуш прво ги поставил па ги повлекол и тие сега се во гаража. Арсовска вели за да се вратат контейнерите на улиците, општината треба да одлучи на кои микролокации би биле тие, а отпадот од нив да се носи во Дрисла, единствената санитарна депонија со А лиценца. Тие места локации каде што во овој момент вие гледате дека има насобрано ѓубре и се прават мини депонии, со локации каде што токму Курто Дудуш има оставено незаконски поставени контейнери кои што не биле за таа намена. Со граѓаните стекнале најверојатно некоја навика на тие места да фрлаат отпад и сега откако ги отстранел тие контейнери, таму се креираат депонии. Проблемот со отпадот само ги зголеми тензиите меѓу општината Шуто Оризари и градот Скопје, чии градоначалници се скараа и околу јавниот превоз. Градоначалникот на единствената ромска општина во светот, Курто Дудуш, ќе ја тужи Арсовска за дискриминација против ромите, но таа вели дека во последните 3 години инвестирала во неговата општина повеќе отколку тој самиот. Дудуш и постави и ултиматум на Арсовска. Ако нема решение, ќе ги однесе контейнерите полни со ѓубре пред канцелариите на град Скопје.